Добро утро, утрински брифинг, 9 часот и 10 минути. Не е сега следниот гостин подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ, господинот Александар Николовски, бидејќи тој доцни малку во транспортот, но зато тука е подпредседателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, колегата Мухамед Зечири, колега бивши новинар, а сега пратеник во собранието и подпредседател на главната владеачка партија. Мухи, добро утро во утрински брифинг. Добро утро, Саша. Имавте прилично напорен викенд, се работеше до ситни сати во зората, но се заврши барем од ваш аспект погледнато, од аспект на власта, еден крупен чекор. Како го оценуваш ти овој собраниски последен викенд пред распуштањето? Па не беше напорен само викендов, цел мандат беше таков, но и така и го завршивме мандатот. Горди сме на се што направивме во овој парламентарен состав кој што ќе се памти по тешки, но битни одлуки што ги донесовме за доброто на граѓаните и нашата земја. Тоа што го направивме вчера е заслуга на сите 80 пратеници кои што гласа за законот за јавно обвинителство, кој што ќе овозможи предметите кои што беа покренати од специјалното јавно обвинителство да останат живи и од тие што треба да одговараат за се што правеле во тие 11 години додека беа на власт пред да дојдеме ние. Во овие 2,5 години на овој состав на парламентот, бидејќи ние повторно одиме на воредни избори така натаму, неколку пати, повеќе пати доаѓавме до различни драми и морам да признам дека иако оперирате со релативно скромно формално мнозинство во парламентот, неколку пратеници само кои што се резултат на инаку една компликувана коалиција со која што владее СДСМ, неколку пати успеавте да се надминете себе си, што би се рекло, и да стигнете до двотретински мнозинства, бидејќи поминаа не само овој закон, туку референдуми, преспански договори и така натаму. Потоа снели ратификацијата на НАТО, но се чини дека ова некаква посебна круна на целото тоа владење, бидејќи овие 80 пратеници може би беа и најнеизвестни до самиот крај, или е таков печатокот можда од надо, или е најсвежо, па така се чини? Можда така се чини, неизвестно беше до самиот крај. Знаеме кои беа ставовите на почетокот како беше предложен законот на одредени политички партии, но се убедувавме до крај и успеавме да ги убедиме дека ова е најдоброто решение за кој стоиме ние, стои и меѓународната заедница која што бараше и да се донесен и ќе служи многу пред престојниот самит на Европската Вие сте убедени дека со овој закон за јавно обвинителство практично продолжуваат предметите судски кои што, бидејќи во јавноста се јавуваат разни теории и така натаму, дека ова за релаксирање, за ослободување на одредени виновници, за избегнување на правдата и така. Зашто да беше нешто такво и да предвидува нешто такво законот, мислите дека Европската унија и Соединените американски држави ќе стојат за законот? Да, инсистираат тие на инсистираат да се донесе. Во консултации со нивни експерти беше изготвен законот. Ние сме убедени дека со овој закон се обезбедени сите предмети што беа покренати од специјалното јавно обвинителство. За спорниот член што го збориме 110 за кој што се дигна многу прашина, апсолутно и со тој член за користењето на снимките, ниту еден предмет што е после рокот кој предвидуваше за покренување постапки на специјалното јавно обвинителство, а беа покренати истраги, нема да се губат. Индиции се бомбите претежно, а сите предмети се со материјални докази. И материјалните докази ќе се користат во сите тие предмети. Ако некој е за правда, зошто им сметаше овој закон? Па затоа што веројатно и во самиот парламент седат луѓе кои што се за правда, ама ако не се однесува на нив. Слушам дека имало големи притисоци, особено на нивните бивши колеги, осумтемина пратеници кои што не ги останаа без членство во ВМРО-ДПМНЕ. Се гледаше тоа во собранието? Не само кон нив имаше притисок, речиси сега дека што сметаа дека може да најдат подлога за да вршат притисок. Највидливо беше притисокот што го вршеа токму тие пратеници. Ќе ги спомнам со име, Илија Димовски претежно, он беше еден од најгласните и тој што по колуарите на собранието и по ходниците трчаше речиси кај секој пратеник кај што мислеше дека може да влие, да разговара со нив и да врши притисок да не се гласа законот. Тоа не го правеа кон 6 пратеници
кои што беа исфрлени од ВМРО-ДФМН, кои што гласаи за уставните промени, тоа го правија и кон одредени пратеници од албанските политички партии. Дури од ДУИ, дури од опозицијските партии, одејќи зборувајќи со нив да не се гласа, зашто ако се гласа не знам што правеле. И тоа постојано, секој ден, со секој изминат ден притисокот растеше врз тие пратеници, но сите беа свесни дека што треба да прават. И не подлегна на притисоците кои што овие луѓе ги вршеа врз нив. Мухамед Зехири, се чини дека СДСМ ја заокружи, би се рекол, со еден полн скор агендата која што ја беше поставил пред распуштањето на собранието, тоа е значи законот за јавно обвинителство, законот за одбрана, неколку други посетни закони на кои што и не обрнавме внимание, а секако не се неважни и така натаму. Вие претпоставувам дека сте задоволни или остана уште нешто што мислите дека требаше, можеше, а не се направи? Секако имаше уште можност да се донесат и други закони. Мораме да го спомнеме законот кој што го блокираше ВМРО-ДФМН, односно нивниот член, односно пратеник Владко Ѓорчев, кој што е председател на комисијата за труд и социјала, кој што не ја свика седницата за да помине законот со кој што се предвидуваше покачување на платите за 10% за наставниците. Се работи за политика на опозицијата или просто од ИНЕ? Очигледно од ИНЕ, во буџетот се предвидени тие средства, они намерно и свесно го блокира носењето на за да ви веројатно да ви скратат одредена предизборна, да кажам, некоја парите се предвидени после изборите од 12 април, секако дека ќе го изгласаме и тој закон и наставниците секако ќе добијат покачување на плата, како што добија и речиси сите други сектори. Што е смислата на овој денесен марш што е закажан во 18 часот? Гледам дека тој марш се толкува утринава, бидејќи вчера го најави Заев на својата пресконференција. Што е смислата? Сакате да покажете дека сте направиле една агенда за која сте стоеле, оти тој ќе предизвика разни реакции, претпоставувам во јавности, на оние кои што не се неопходно про ВМРО, про СДСМ. Значи, ние гледаме реакции дека има и свесни сме за реакциите што ги има. И ги разбираме реакциите што ги има во јавноста. Ние секако дојдовме со наративот за да ја вратиме правдата во земјава. Знаеме со што све се соочивме во овој период, знаеме што се случи со СЈО, не секако по наша вина. И законот што го донесовме е круна на тоа што ние посакуваме и поради тоа сакаме да покажеме дека еве правдата ќе победи сепак на крај и затоа символично ќе маршираме од пред зградата на собранието до очекувате голем одглас, ќе носите луѓе со автобуси од натрешноста што вие Значи ние ги повикавме сите граѓани. Кој сака може да ни се придружи на марсот и е добре дојден и секако очекуваме да има масовност. Зависи од луѓето што ќе дојдат, секако е повикано и членството, се повикуваат и граѓаните кои што не се политички определени да ни се придружат и тие што сакаат конечно да владее правдата во нашата земја. Мухамед Зехири, подпредседател на СДСМ во утрински брифинг. Мухамед, заврши сега ова парламентарна, да кажем, овој дел од владењето со распуштањето на парламентот и така натаму. Ти, бидејќи сме напретуднали, ти си познат по тоа дека даваше понекогаш изјави, особено во однос на албанските политички фактори во Македонија, кои што предизвикуваа искри и во самата коалиција помеѓу ДУИ и СДСМ. Што е стратегијата на СДСМ сега во изборите во однос на албанските фактори во Македонија? Вие до сега владеевте со ДУИ, меѓутоа се гледаат комуникациите кои што ги имате практично со сите партии. Ќе одите со некаква промислена стратегија околу тоа или ќе чекате да ги видите изборните резултати, па потоа ќе кроите стратегија за постизборна? Јас ќе кажам што би сакал да се случи, а и секако дека работиме. Ние сме единствена партија која што има капацитет да соработува со албанските партии поради нашиот концепт едно општество. И тоа го препознаваат сите албански политички партии кои што се спремни да соработуваат со нас. Нашата врата е отворена се уште за албански политички партии за можна предизборна коалиција. Значи, и за тоа се разговара и за тоа и тие можности се отворени и апсолутно не се затворени.
Секако тука не доаѓа во предвид предизборно коалицирање со ДУИ, секако. Чекайте се, ова така значи сепак не би оделе во коалиција со ДУИ формално. Предизбор. Да, секако затоа што ДУИ веќе има и донесена одлука дека ќе иде самостојно на избори, но за останатите партии ние сме отворени и можно е да се случи да имаме и предизборна коалиција со албанска политичка партија. ДУИ онака некако, како да кажем, го реафирмираше принципот на победник со победник после изборите. Тоа значи дека се убедени дека ќе бидат доминантниот албански политички фактор после овие избори? Како вам ви се чини, како во партијата гледате на евентуалните резултати меѓу албанците? Владиното мнозинство го прават бројките. Принципот победник на победник е завршена приказна после 2016 година. ДУИ како ќе помине на овие избори ќе решат граѓаните. Но нема, според мое мислење, нема да поминат подобро тоа што помина во 2016 година. Знаете, пред 2016 има 20 пратеници. Изгубија пола од нивното гласачко тело и мислам дека луѓето добро ги препознаваат и нивните политики и потешкоти и што ги предизвика и на нас за време на ова владење. Како ќе поминете вие како социјалдемократи во однос на поддршката од албанците? Знаеме дека на минатите избори таа беше во едни, да кажем, релативно фрапантни цифри, фрапантни за балкански прилики, бидејќи овдека сите мислат дека треба сите етнички да гласат и така натаму. Како предвидувате дека ќе поминете на следни избори? Ние сме уверени дека тие гласови ќе ги имаме зачувано и тие гласови повторно ќе бидат во нашето конто. Тоа ќе го докажеме на 12 април, нашите врати се отворени и сме во постојна комуникација со членството, посебно албанското, и сме на терен, сега поинтензивно од денеска во сите населени места, така да многу брзо ќе видат луѓето дека таа поддршка е тука. Во членството на СДСМ формално, во партиското членство, водите етнички некакви регистри и знаете со колку членови кои што се не македонци располагате, турци, Точна бројка не можам да ви кажам, но таа бројка секој ден расте од 2016 па навака и имаме нови барања за зачленување на не македонци во нашата политичка партија, посебно албанци. И секако во овој период јавно ќе бидат поделени партиски книжки на тие луѓе кои што бараат и сакаат да станат членови на нашата политичка партија. Да завршим само со овој комплекс на прашања, едно лично прашање. Предпоставам дека амбицијата за следен пратеднички мандат останува кај Зекири. Јас знам дека најлесниот одговор на тоа е секој ќе одлучи партијата, се прават проценки така натаму. Зекири ќе се кандидирали за пратеник макар во внатрешпартиските процедури? Значи, стварно ќе реши партијата кој треба да биде кандидиран. Дали од оваа перспектива гледано, најмачно е да си пратеник. Им прво искуство им беше да сум во пратеничките клупи, но спремен сум да прифатам секаква функција за да одработам за доброто на граѓаните на мојата земја. Добро. Сега да придеме за доброто на граѓаните. Вчерашните пресконференции на Заев и на Мицкоски прилично сигнализираат, најавуваат како ќе се води кампањата на кои теми. Опозицијата не крие, господинот Александар Николовски ведно со колегата Чомовски после овој разговор, опозицијата не крие дека практично главниот пик на нивниот предизборен ангажман ќе биде околу правдата, криминалите, неуспехот на СДСМ и така натаму. Вие, од тоа што го гледам со Заев, пикот ќе биде сепак на една евроатлантска агенда и на успесите што се направени на меѓународен план со некакви компетитивни политики кои што се направија на внатрешен план. Што мислите, која агенда ќе превлада? Ќе превлада една понегативна кампања во која што понекогаш опозицијата има право да ја води, вие сте били опозиција па сте водели негативни кампањи, или ќе превлада кампања со надеж и со позитивни пораки? Нашата кампања сега ќе биде со надеж и со позитивни пораки, ќе биде со тоа што сме го сработиле за овие 2,5 години. Убедени сме да го сработивме за 2,5 години многу повеќе отколку што претходно беше
сработено. Посебно на меѓународен план, но не може да се занемарат и чекорите и тоа што изреализиравме од нашето ветено од 2016 и во внатрешен план. Дволично е да се слушаат од ВМРО ДПМН пораките за правда, кога со сета сила досега се бореа да ги спасат неколкуте луѓе од претходното раководство, па и сегашните функционери кои што се вмешани во криминал и да слушате да повикува нема правда, нема мир, Мицковски и ВМРО ДПМН. Дволично е да се слуша од опозицијската ВМРО ДПМН за никогаш Северна, само Македонија, а од друга страна да се гласа за ратификација на протоколот за членство во НАТО. И дволично е вчерашното однесување на една од пратеничка врз една од 6 пратенички во собранието која беше нападната вербално затоа што беше спомната дека токму таа и неколку нејзини колеги гласа за закон за служба во АРМ со кој се пишува дека армијата на Република Северна Македонија, а да не се гласа за законот за одбрана. Така да луѓето ги препознаваат сите овие работи, затоа ние сме спокојни и сме убедени во победата од 12 април. Една од работите што ги изгласате во парламентот беше и промената на изборните единици, 5-6 се случија промени. Каква е математиката? Има во тоа некаква крупни последици, че има во смисла на изборните резултати по пратенички места или тоа мораше да се направи? Тоа мораше да се направи затоа што е законска обврска. Закон предвидува разликите да не бидат повеќе од 5% од изборна единица во изборна единица и тоа беше усогласено меѓу сите политички партии, поголемите мислам. Па веројатно и одамна требаше да се направи. Да, тоа требаше, но секогаш се прави пред избори. Овој проблем ќе се реши се доколку и опозицијата и ДУИ и албанските партии прифатеа Република Северна Македонија да биде една изборна единица. И ќе немавме вакви проблеми. Тоа значи дека ви останува таа заложба за некаков иден парламент? Апсолутно, Република Македонија е една не се изборна откажуваме единица? од таа определба, таа ни беше и 2016 определба, ние покажавме на дело дека стоиме за таа определба, стоја за таа определба и останатите помали етнички Кому не му одговара тоа? Па очигледно на ВМРО ДПМН кој беше категорично против една изборна единица и ДУИ. Зошто? Што е математиката нивна за тоа? Очигледно нивната математика е дека ќе изгубат многу повише од колку што би добиле. Но секако не ги разбирам ДУИ зошто се против тоа. Законот кој што беше предложен во собранието не предвидуваше праг, а они беа против повикувајќи се на некаков праг. Може да значи тоа дека тоа ќе биде и услов за наредната, доколку победите, доколку бидете во ситуација да формирате влада за некаква наредна влада, дека тоа ќе влезе во програмата на владата. Значи ние секако во програма на владата тоа ќе го имавме и сега како определба, како неголема политичка партија која што владееше, и ние не се откажуваме, кажувам, но сепак тоа не можеме само ние да го донесеме сами. Тој закон треба да биде донесен во согласност и од другите политички партии. Мухамед Закири, ти недостасува ли новинарството понекогаш или веќе заборави на нас? Не, бога ми, да ви кажам право, ми недостасува многу новинарството и многу полесно е да си новинар отколку политичар. Јас не знам дали смеам да бидам малку и приватен и да кажам дека додека разговараме, дека веројатно дел од паметот ти е на друго место, бидејќи мислам дека сопругата очекуваш да се породи практично во секој момент. Кај нас викаат нека е солесно, да е здраво и живо кога ќе се роди, па се надевам дека така ќе имате и други причини за славење, не само политички. Така, ви благодарам уште еднаш. Благодарам за гостувањето.